Повеќе од 20.000 службеници во јавната администрација деновиве добиваат по 9.000 денари на сметка, односно на нив им се исплаќа популарното К15. Исплатата на К15 за службениците доаѓа по силниот притисок од сите страни и неколку години, откако тој се исплаќа во приватните компании. Поделбата на вработени во приватниот и јавниот сектор некои ја толкуваа и како неуставна, па на крајот пресече политиката и администрацијата по 25 години за прв пат ќе го добие регресот. За волја на вистината, администрацијата без која не се може, во јавноста најчесто добива критики за својот работен ангажман, а исплатата на популарното К15 кај граѓаните се прифаќа на следниот начин. Ја мислам треба за сите, ако има да има за сите, ако не само поединци. Кај сите кои има и кај работници едно време што имаше К15 и служби и се, а сега само кај едни не би се сложи. Тоа не би рекол дека така. Едино можда некој има исклучоци. А добро, тоа е друга, не политика, реалност е друга. Би требало производство прво да се среде, па на крај мислам тоа, али ако има. Од сега па натаму, администрацијата овие пари ќе ги добива редовно и предпоставка е дека тоа за нив ќе биде стимулативно од сите аспекти. Не само што ќе биде стимулативно, значи со ова е исправена една неправда, значи секаде во светот и кај нас и во приватен сектор, значи предвидено е правото на регрес за годишен одмор, популарно К15. Ќе биде и стимул и тоа на некој начин е едноставно и признавање на администрацијата, дека и таа е значајна во општеството, значи погрешна е перцепцијата дека администрацијата седи и нема плат.